7 години Ивана била тепана и психички малтретирана од сопругот Стојанче. Од 2019 година до моментот кога решила да скокне од балконот со 6-годишната ќерка Катја, таа живеела под тортура. Овие информации ги сподели Скопското обвинителство кое побара притворот за Стојанче Јовановски да биде продолжен, а ќе се гони за наведување за сторување на самоубиство, нанесување на телесни повреди поврзани со семејно насилство и загрозување на сигурноста. Од ОЈО велат дека нападите се интензивирале оваа и минатата година. Ивана не можела да види спас за неа и ќерка си, па затоа одлучила да скокне од балконот на зградата во Тафталиџе каде живееле. Малтретирањето и тапањето го пријавиле до надлежните институции, очевидци и сведоци. Ваквото сурово и нечовечно постапување се интензивирало во периодот во 2025 и 2026 година, поради што сега починатата се нашла во безизлезна состојба и се одлучила на самоубиство. Го зела во раце детето и скокнала од балконот на 6-тиот кат од станот во кој што живееле. Двете паднале на бетонската подлога пред зградата и починале на лице место. Министерот Тошковски во гостување на Алфа појасни дека полицијата го имала уапсено Јовановски уште во декември и дека можеле да го задржат во законскиот предвиден рок од 24 часа. А за последната пријава Тошковски објасни дека по барање на Ивана, двајца полицајци се нашле со неа пред суд, неколку часа пред да изврши самоубиство. Ивана пред судот своерачно потпишала дека ја повлекува пријавата за семејно насилство. Има видеозапис кој што констатира удар од страна на сега осомничениот, физички удар во глава со рака. За 9 минути, мислам дека беше точно, Министерството за внатрешни работи, двајца полициски службеници, една господја и еден господин во униформа се упатуваат пред суд каде што жртвата кажала дека се наоѓа. Изјавува зашто и потпишува записник своерачно го изготвува и го потпишува дека немала никаков физички контакт со насилникот. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција веќе врши проверки и ги прибира сите релевантни информации и докази за тоа како полицијата постапувала по пријавите, а отвори и предмет под допрен глас по утврдените неправилности при инспекцијски надзор на социјалните работници.